Македонските граѓани се најнесреќни од сите земји на Балканот, четврти во Европа, а на 87-то место на светско ниво. Според најновото истражување на Обединетите нации, македонците се несреќни колку што се жителите на Венецуела и Јужноафриканската република, земји во кои луѓето живеат во субстандардни услови и се дават во насилен криминал. Посреќни од нас се сите наши соседи, додека пак на европско ниво зад нас се само Грузија, Турција и Украина, земја која моментално е во војна. Граѓаните велат дека Македонија го има пробиено дното. Корупцијата и неодговорните политичари, меѓународните капитулации и екзодусот на младите се најдоа помеѓу главните причини граѓаните да се чувствуваат несреќни. Што ги прави македонците најнесреќни? Многу работи. Како на пример? Политика, што не? Во сите сфери сме на најниско ниво. Образование, здравство, разочарани сме. Скапотија, невработеност, деца во туѓина. Целата оваа ситуација, толку кратко и јасно. Со нацијата, со државата, со името, со црквата, се комплетно. Ние како народ не најдовме за сходно да се обединиме. Како партиски, така како луѓе. Се разединивме и фамилиите ни се посебни. Самата држава ги бране несреќни. Премиерот Ковачевски се сомнева во истражувањето и начинот на кој е спроведено, но смета дека среќата ќе ја најдеме кога ќе влеземе во Европската унија. Целта е остварување полноправно членство во Европската унија, зголемување на животниот стандард, зголемување на платите, практично се поврзани помеѓу себе и со задоволството на сите граѓани во државата. Во регионот најсреќни се словенците, кои се најдоа на 22-то место, а во светски рамки најсреќни се скандинавските држави, начело со Финска, која е на врвот 6-та година поред. По неа се Данска и Исланд. Најнесреќни во светски рамки се граѓаните на Авганистан, а во нивно друштво се најдоа Либан, Зимбабве и Конго. Индексот за истражувањето на Обединетите нации ги мери субјективните чувства на граѓаните преку едноставното прашање колку сте среќни и зошто. Истражувањето го спроведува Институтот Галуп, а извештајот го составуваат научници од Соединетите Американски држави. Се објавува 11-та година поред на 20 март, меѓународниот ден на среќата.